Бројките изнесени неодамна од Државниот завод за ревизија за одливот на високо образован кадар од Македонија се поразителни. Причините за тоа повеќеслојни, што бараат младите во нашето општество, како да ги задржиме и анимираме да останат овде. Разговараме ово утро со Билјана Стојчевска и Нина Јовановска од Младинскиот сојуз Крушево, кој што 25 години посветена работат на оваа тема. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Минатата недела слушнавме бројки кои што загрижија во однос на одливот на млади, но искрено не се ништо ново, бидејќи оваа тема никако не се провлекува низ годиниве. 25 години низ различни активности Младинскиот сојуз се труди да направи промени и сега ќе ни кажете колку сте умешни и успешни во тоа изминативе години. Јас мислам дека треба за младите да ги прашаме за тоа колку ние сме успешни. Меѓутоа, јас сум вклучена од 2003 во Младинскиот сојуз како волонтер, па како активист, па еве сега професионално сум ангажирана. Имаме имплементирано над 1500 активности на различни нивоа, на локално, национално, регионално ниво. Јас сум среќна што младите луѓе препознаваат по нас една професионална организација за млади, каде што младите имаат слобода за да ги кажат и искажат своите ставови. Мислам дека во последниве 10 години сме далеку поуспешни од почетоците кога верувавме само на еден локален активизам и да направиме нешто во Крушево како промена, додека сега како национална организација многу повеќе постигнуваме и на различен начин действуваме во општеството за младите. И сега, според бројките што ги имаме последно, и добра е, Кристина, што конечно имаме бројки за млади од Државен завод за статистика, затоа што се си зборувавме на база на предпоставки, јавно зборувавме на база на предпоставки, испаѓа дека излегува дека нашата работа и не е така ефикасна и ефективна како што се очекува. Меѓутоа, ние како Младински сојуз во однос на динамиката на младите во нашата држава, веруваме дека доколку младите бидат отворени кон светот, го видат светот и учествуваат во светот, дека во еден момент ќе го отвориме тој циклус на миграција и дека ќе се вратат повторно дома. Важно е да во тие процеси ние им бидиме поддршка. Ние како организација генерално така сме поставени кон младите, за младите и кон младите и со младите заедно во целиот процес. Имаме сериозно искуство, има сериозни младински работници кои што работат кај нас, активностите се веќе бројни, имаме различни програми со кои што ги опфаќаме младите, например ЕУ интеграција и регионална соработка, младинско учество и граѓанство помеѓу младите, тоа е силна програма на Младински сојуз, вработување и предприемништво, поттикнување на предприемништво помеѓу младите, активизмот и така, мислам, ни сите овие програми генерално оставаме младите да си одберат кои теми ќе ни бидат следни за работа. Иако Младинскиот сојуз е место каде што, како што споменавте, младите може да ги кажат и своите желби, своите идеи и ставови, што велат тие, што сакаат, што им недостасува во моментов? На младите им недостасуваат повеќе работи во оваа држава, меѓутоа пред се би кажала дека на младите им недостасува квалитетен живот, здрав живот, среќен живот, меѓутоа исто така и генерална благосостојба. Постои еден индекс на благосостојба на младите кој што се мери во повеќе држави во Европа, меѓутоа кај нас се уште немаме податоци за тоа. И тука кога велам благосостојба, мислам на пред се на економската благосостојба, на економската, да кажам, ситуација во која што младите можат слободно да ги остваруваат сите други аспекти од нивниот живот. Понатаму исто така мислам на младинското учество. Кај нас, иако честопати слушаме на телевизија дека младите се апатични, младите не сакаат да се вклучуваат, и така како постојат млади кои што сакаат да бидат активни, кои што сакаат да го дадат својот придонес во сите тие процеси на донесување одлука, меѓутоа најчесто тие или воопшто не добиваат место на масата кога се носат одлуките, или пак тоа е само формално, церемонијално и е само привидно. Така што би кажала дека младите сакаат да учествуваат доколку им се овозможат правилните начини на учество и секако нас тоа и не е обезбедено, меѓутоа во пракса
не се спроведува баш. Понатаму младите сакаат систем кој што функционира и систем кој што ги препознава нив како, да кажам, атрибути, како ресурс кој што може да биде партнер во градењето на подобра и постабилна држава. Односно, тие сакаат нели систем кој што ќе им ги обезбеди сите работи кои што за жал ги пронаоѓаат во странство, така што иселувањето генерално на младите не е само заради економската состојба, туку веќе и многу пошироко. Едноставно тие сакаат држава која што ќе ги сака и нив исто како што и тие ја сакаат неа, бидејќи често пати, еве јас во разговори со мои блиски исто така млади луѓе, сите често пати знаеме да кажеме дека ние си ја сакаме државата, меѓутоа државата не нас сака нас. И тука сакам да поставам уште едно дополнително прашање. Изминатава недела бевме во контакт со многу млади на кои што дискутиравме и гласно на оваа тема. И на прашањето мое дали навистина верувате дека и политичарите кои што толку храбро застануваат зад говорниците и ве споменуваат во политичките говори, толку веруваат во вас и сакаат да ви дадат шанса и навистина ги загрижува оваа тема, сите кажа, па не мислиме дека во пракса е навистина така. Имаме ние закон за младинско учество, што го обврзува системот младите да бидат вклучени на повеќе нивоа, на локално, регионално, национално. Со закон сме го обезбедиле учеството на младите. Но, чувствувам некој но. Не се потребни закони само. Мислам, хартии имаме ние во нашето општество многу. Јас мислам, во моментов најголем проблем е довербата помеѓу институциите и младите. И да се зајакне таа доверба која што постои, што треба да се гради, не да се допрва треба да градиме. Нити младите веруваат во институциите и генерално во чинителите во нашето општество, нити институциите па веруваат во капацитетот и ресурсите на младите. Они се млади, од една страна они се млади, од друга страна младите тие се политичари и нема врска помеѓу системот и младите. И без врска така функционира системот, без млади. Но јас гледам многу повеќе од само млад човек, еве во Нина во моментов, и забележувам девојка која што е подготвена да прави промени, забележувам девојка која што е храбра да седне очи во очи, да речеме, со оние кои што ги кројат политиките, да го даде своето мислење и да учествува во спроведувањето на истото во пракса. Имаме многу млади кои се многу способни, Билјана. Пред овде е најдобро Нина да интервенира. Јас Нина ја познавам 6 години, 5? Повеќе од 5 години. Кога ја вклучивме Нина, беше средношколец. Колку години имате, Нина? 22. 22. Тогаш кога се запознавме со Нина, беше еден млад човек, една млада жена, а сега Нина е друга. Се градеше Нина низ нашите и структури и активности. Најдобро она сама да се Па јас би кажала дека личноста која што сум денес, Младенски сојуз има огромно влијание врз тоа, затоа што тие 25 години на Младенски сојуз, јас сум последните 5 години вклучена и мислам дека ваквото ангажирање на младите луѓе гради една сосема нова генерација на млади луѓе кои што се подготвени да влезат во тие процеси и да го кажат својот глас, односно како што е нашето мото, да бидат глас, а не ехо. И сметам дека токму младинските организации се тие кои што во моментов најмногу работат со младите и најмногу ги подготвуваат за она што нели ги чека во иднина, меѓутоа и ги охрабруваат да кажат, еве јас го мислам тоа и тоа, мене ми е потребно тоа и тоа, ајде да видиме што можеме да направиме. За разлика од институциите, функционерите, политичарите, кои што да, можеби не спомнуваат, можеби велат дека се наши партнери, дека не слушаат и дека сакаат да ни помогнат, меѓутоа за жал тоа некако никогаш не стигнува до крај онака како што е нели замислено и потребно. Ајде да веруваме дека после разговоров ќе ги поттикнеме, нели? Да. На едно од прашањата зошто младите заминуваат од државава, одговорот е бидејќи сакаат европски квалитет на живот, за да се постигне истиот, нели, мора да имаме европски вредности. Во тој контекст е и оно што сакам да го најавам како конференција, по 20 години се одржува повторно во Крушева. И сега ајде деталите, како ќе биде организирана, која е програмата, кои се ќе учествува, на кои теми ќе се дискутира? Па да, оваа година всушност од 26 до 30 септември
Во Крушево по 22 пат ќе се одржи меѓународната младенска конференција Европски вредности за еднината на земјите од Југоисточна Европа. И всушност оваа година сме многу внесени во целиот процес. Целиот наш тим, меѓутоа дополнително луѓе кои што и претходно учествувале на конференцијата и надворешни соработници. Темите оваа година генерално ќе се фокусираат на дигитализацијата, на регионалната трансформација на регионот во Европската Унија, генерално на европските вредности, според кои што веќе 22 години се работи на оваа платформа. Понатаму ќе зборуваме за вештачка интелигенција, за младенска вработливост, односно тоа се теми кои што не интересираат нас младите. Младинската конференција е всушност една платформа која што во изминатите 22 години има вклучено повеќе од 1500 млади луѓе, односно тоа се активни млади луѓе или лидери во регионот кои што работат на подобра иднина на нашиот регион. Меѓутоа, она што е клучно за оваа конференција не само тоа што постојано нели покануваме и се изнесуваат спикери кои што се со прекрасни експертизи кои што ни го пренесуваат сето тоа знаење и искуство, меѓутоа дополнително многу клучна компонента е тоа што и на младите им се остава простор, односно тие да ја креираат својата визија за регионот. Така што од 26 до 30 септември ќе имаме многу активна недела и ќе работиме на креирање на еднината за регионот. Ќе има многу што да се слушне, верувам. 20 пат заокруживме Билјана. Еве за старт на следните 20 пат, какви активности планирате и со што вие ќе се потрудите нашите млади да ги задржите овде и да им дадете перспектива? Од неодавна со Законот за младинско учество имаме дефиниција на младите луѓе. Тие се од 15 до 29 години и сега можеме да имаме податоци за млади, затоа што имаме дефинирана група на млади. Младински сојуз до сега главно работеше на директно ангажирање на младите луѓе во различни теми и активности кои што се важни и за младите, а и за нашето општество. Ние сега сакаме малку да работиме во два правци. Во работата на невладините организации во главном е оддолу нагоре. Значи да се слушни гласот на младите граѓани. Сега сакаме да работиме и одгоре надолу, што значи тоа, ако имаме добри податоци, а ќе работиме да имаме добри податоци, и ако имаме релевантни податоци, јас уште нешто ќе кажеме, многу ми е драго што Државен завод за статистика почна демографската група млади да ја става во фокус. За да можеме и да ја дискутираме врз основа на релевантни податоци, нели? Да. Многу се потребни релевантни податоци за да може да имаме квалитетни акции, затоа што ние претпоставуваме дека на младите им пречи корупцијата, ама каде им пречи не знаеме. Или претпоставуваме каде им пречи, или не знам, на младите им треба европска иднина на државата. Исто е претпоставка, иако нашите податоци кажуваат дека најголеми поддржувачи на ЕУ интеграцијата на земјава се младите луѓе. Меѓутоа, нашите податоци се на една група млади луѓе и тоа е обично еден примерок кој што ние го правиме. Друго е кога има релевантни податоци и на тоа најмногу ќе работиме на и ќе говориме гласно за да правиме промени. А тоа ни е нас 25 години. Имате веќе искуства. Да. Сосема за крај на разговорот. 22 години имате, Нина. Планирате да останете овде? Да. Студирате сега, завршувате студии? Јас неодамна дипломирав на правниот факултет, ви благодарам, тука во Скопје. Меѓутоа, многу често пати сум размислувала, нели, should I stay or should I go? Меѓутоа, јас сакам да останам, затоа што некако видов, особено во Младински сојуз, видов еден голем партнер и поддржувач на младите и искрено верувам дека со нашите заеднички активности, со нашето активно учество, дека ќе се променат работите, така што дефинитивно останувам тука. И сега некој по разговорот од креаторите на политиките ве викне да седнете заедно со нив на маса и ви речат: Нина, сакаме да останете овде. Какви промени сакате за следниве 10 години? Со што би ве задржале? Вашиот одговор е? Мојот одговор е системски промени, односно да се направи место за младите, меѓутоа тоа место да биде и де факто и де јуре, не само така да постои на хартија во некој закон. Така што
Имаме многу што да им кажеме, меѓутоа го оставам тоа за кога вистински ќе напрашаат. Се надевам дека ќе ве прашаат набрзо и многу ми е драго што гордоста во очите на Диљана ја забележувам во текот на нашиот разговор. Имаме многу со што да се гордееме. Во многу лоши контексти ги стававме млади во изминатиот период, но време е да зборуваме вистински за тоа какви квалитети имаат. Јас баш ве поканувам да ќе ставиме во убави контексти, во продуктивни контексти младите луѓе и ќе бидете сите изненадени. Чуда прават кога ќе ги ставите во продуктивен контекст. Мислам, јас секојдневно тоа го докажувам кај мене на работа, така да и се изненадувам позитивно како говори Дина. Да. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема останува отворена додека не ја решиме. Се гледаме, благодарам.